А она кое што ви го препорачуваме да го направите е да отидете на 15 јули, тоа би било понеделник, почетокот на следната недела, на уште еден убав концерт кој што е дел од програмата на овогодишното Скопско културно лето. Меѓу другите и ова е нешто кое што ќе понуди уживање ако кажеме дека станува збор за концерт на истакнат солист не само кај нас, туку и надвор од нашите граници, а тоа е Елена Голомеова, која што е заедно со нас во утринска на Телма. Елена, добар ден и добро дојдовте. Благодарам на поканата. Добро утро на сите гледачи на телевизија Телма. Ќе се запознаеме, Елена, повеќе со вашата работа како солист, поточно за почетоците, за успесите кои што ги имате во Франција, една подолга биографија која говори навистина многу за квалитетот нели кој што ги имате како солист. Вие сте веќе дел неколку години и од националната опера и балет. Публиката која што била присутна на вашите концерти, веројатно тоа ќе може да го потврди со своји впечатоци и импресии. За сите оние кои што во понеделник ќе дојдат и ќе бидат дел од таа публика, пак веројатно ќе бидат во исчекување да уживаат, но ние ќе дадеме еден мал вовет и зошто тоа е така и зошто нели вреди да се биде публика на вашиот концерт. Ќе почнеме со ред, ајде малку да се запознаеме. Вие сте од родом од Штип, нели? Но сепак еден поголем дел од животот го поминувате во Франција, ако зборуваме од почетокот на вашето образование. Така, заминав во 2000 година на 17 години и живеам подолго време во Франција, отколку во Република Македонија, затоа можеби гледачите ќе осетат мала тежина околу македонскиот и изразувањето на македонскиот. Меѓутоа, сепак морам да споменам дека после 5 години овдека се уште постои се осеќа моето размислување и на француски и на македонски. Иако што е сосема нормално. Видете, размислував зошто тоа е така, бидејќи сепак станува збор за повеќе години. Сум вратена од повеќе од 5 години, меѓутоа тоа најверојатно станува збор за годините, како што рековте, повеќе години поминати надвор. И така, инаку, родом сум од Штип, не завршив средно во Штип, почнав да изучувам средно училиште во Штип, каде што го имаме најстарото средно училиште, музичко училиште во Штип, морам да истакнам, од каде што се најдобрите музичари, излегува најдобрите музичари и најпознати музичари во Македонија и во надвор од незе. Од родом во Македонија, а потоа завршив средно во средното училиште во Скопје и замина веднаш во Република Франција. Бев прифатена на факултетот овде во Македонија, меѓутоа ете така, амбасадата на Република Франција ми овозможи да студирам таму, завршив магистрира, сега сум на докторска дисертација, работам за оперите во јавниот сервис и оперите, значи структура како е во еден театар, како во една оперска куќа. А што се однесува за Македонија, се вратив пред неколку години и ми навистина голема чест и задоволство да пеам пред македонската публика. Инаку имавме, знаете, периодот ковидот период, така да не можев комплетно да се изразам на македонската, како и другите мои колеги. Меѓутоа се надевам дека сето тоа сега ќе го надоместиме, токму така. Пеев Кармен во крајот на 2003 година, во неколку наврати. Пред ковидот исто така бе во една продукција каде што на денот кога се затворија театрите, навистина ни беше на огромна жал. Дојдовме до генерална проба и не можевме да го направиме проектот. Потоа пеев исто во други концерти овие години, настапував со Македонската опера и балет. Во исто време претходно мојата кариера беше повеќе во Франција, како што рековте. За таму би сакала малку да се задржиме, со оглед на тоа што вие со дипломирањето на одсекот по лирско пеење на Националниот конзерваториум во Ница во Франција, кое што е за честитки, бидејќи е со просек 10, а честитки добивте од жири комисијата. При тоа во една блиска комуникација и со честитки со тамошниот градоначалник на градот Ница и голема биографија, оние кои што сакаат веројатно е достапна за да можат да се информираат. Она што би било добро ние тука да го споменеме, значи многу опери токму во Франција. Едно, да речеме,
друго ниво, публика која што и тоа како е начин на живот да биде на овие концерти кои што се исто на репертоарот на она кое што го нудат француските градови. Каков ви се вашите лични впечатоци, импресии од повеќе години живење во Франција, представување таму како уметник, со оглед на почетоците, да речеме, можеби старт љубовта кон музиката и кон солопењето, но и несигурноста за тоа како и на кој начин ќе се просперира, бидејќи тоа се едни услови кои што се безпрекорни, а се разбира дека треба да се парира на истите. Цел тој ваш пат кој што го изодевте, да речеме, во Франција овие години, паралела не можам да кажам дека би можеле да направиме тука, но еве една споредба или она кое што сметате дека е и добро, и го имаме, и го немаме, за разлика од тоа што кое таму се нуди. Благодарам на прашањето, затоа што вие свативте токму што беше проблемот при одење, кога човек оди надвор, нели, потоа сите велат, па супер е, све убаво, нели, убаво е, лесно е во странство. Да, не е лесно воопшто, во смисол тогаш, на тоа време беше многу тешко, бидејќи тогаш се уште постоја визите, визниот режим. Бевме многу малку, полагавме во амбасада француски јазик. Сега веќе јазикот, да, тој е важен за снаоѓањето во општеството, меѓутоа не е како критериум за да се запишете можеби на одредени факултети како што е музичкиот, балетскиот или некој. Так, да. Предност е да се знае, но не е неопходно во смисла дека може и со англискиот, иако французите преферираат нивниот јазик да се го зборуваат. Се на француски, меѓутоа даваат, значи, можност тој тогаш да го научи во текот на студирањето. Да, на англиски не може да се студира. Да. Меѓутоа, ете така, и снаоѓањето, значи, тогаш на тоа не заминувавме многу често, знаете, многу малку бевме, меѓутоа со поддршка на родители, со поддршка на структури како што се официјалните амбасада, Француски културен центар, кој што морам да го напоменам, посебно во овој момент, бидејќи гаиме 50 години од француско-македонски културни односи помеѓу две држави и на кој што ќе имам можност да настапам следната недела за францускиот државен празник, кој што е 14 јули, Скопско лето, нормално се разбира, кој што ќе биде околу еден француски програм, што е нормално, и се разбира македонски. И потоа исто настап во Штип и така. Меѓутоа сакав да се вратам, знаете, уметниците. Многу работи, да, што треба да се споменат. Да, кога заминувате, значи тешко е. Меѓутоа мора да си верувате, затоа на сите млади постојано им кажувам кој што ќе ме контактираат, дали ќе биде тоа на јужниот дел во Франција, каде што јас почнав, на Зурниот брег, или во Париз, или во било кој, мора да си веруваат, мора да си даваат самодоверба, кураж, иако јас таа постепено со текот на годините, знаете, со годините ја губиме, за жал. Меѓутоа мора, кога сме помлади, да си веруваме дека тоа мора да биде, колку и да е тежок патот. Прекрасна земја, прекрасни можности, значи од социјален аспект многу помага на младите во секој домен, дали било тоа универзитетите, значи морам да сега малку правам и публицитет, што е нормално затоа што јас ја имав таа можност. Се државни, значи немаат како се вика, тешкоти околу тоа. Државата ги помага, исто околу смештаите, многу е и преубава земја, нормално, надворот сето тоа. И во било која, дали во музика или во било која сфера, така. И да се вратам потоа, многу други македонци повлеков, така, ако можам да се изразам, и ние така почнуваме да сме малку повеќе, затоа што сепак сум французинка и македонка, повлекуваме и работиме да има едно зближување помеѓу нашите две земји, и тоа би ми било огромна чест доколку можам да помогнам еве сега од овој аспект како од Македонија во тој пат, на тој пат. Да, во таа релација или во тие односи како што споминавте, вие рековте сега сте веќе 5 години солист во Националната опера и балет, тоа значи дека сте тука. Каква е сега релацијата со Франција или да речеме тоа темпо на... Благодарам на прашањето, да, токму така, јас морав да оставам малку кариерата таму, што е нормално, бидејќи приоритетот го дадов на нашата македонска опера и балет овде, затоа што сепак сум
дел од оваа екипа. И така да кога имаме моменти да може да земиме проекти плюс во странството, го правиме, меѓутоа сепак приоритетот е овде и мора да стоиме целосно располагање на театарот. Живеам овде, значи 5 години, како се вика, не знам како се, го разпознавам сега, Македонија разпознавам како што е сега, бидејќи тогаш пее во Златно славече, Весело Штурче, Макфест, како дете, значи го живеев животот по друг аспект. Сега е години сега е подруг. Сега е подруго, да, значи многу работи се сменети, нели се разбира. Почнувајќи од вие како индивидуа, а понатака и така, меѓутоа, знаете, нема многу разлика помеѓу животот овде сега во Скопје, па дури во Штип и во другите големи градови, претпоставувам, и надвор со големите метрополи. Сепак преубава е нашата држава, значи имаме преубави работи, убаво е и мора да си го чуваме и да си го заштитиме тој. И секогаш е добро кога тоа ќе го слушнеме од некој кој што долго време живеел надвор од нашите граници, дали е тоа во случајот Франција или некоја друга земја, или од личност која што покрај тоа што е професионално реализирана и успешна, сепак одлучува да се врати тука на својата територија и нели тука да твори, ако зборуваме конкретно во случајот музички. Така, бидејќи Франција е една од земјите како што Италија, Англија, Америка, каде што уметниците, солисти зборувам, не хористи, не во оркестар, немаат можност да имаат стабилност во смисол на работа. Јас веќе таму работев со години, знаете, со текот на годините не се изморувате, меѓутоа така, доаѓате до некој степен што не можете да замислите што понатаму, нели има години во животот каде што се вели секоја етапа за секој така прак. И овдека имаме голема можност и голема среќа да работиме со некоја поголема сигурност, барем солистите. Во многу малку земји во светот постои овој статус. Така да решив да се вратам, затоа што во животот не се толку битни можеби да, како се вика, некои работи, отколку мирот, стабилноста. И ете така и посебно да се биде од каде што сте почнале. Од каде што се корените, нели, нашите корени, и каде што всушност се чувствуваме најдобро, убаво рековте, мирот е оној кој што по известно време и покрај сите успеси кои што ги имате, навистина се во голем број, сепак мирот, хармонијата и свој на своето е оно кое што најчесто го бараме понатаму во животот. Нема да ги занемариме, нели, оние други информации кои што се дел од биографијата. Јас само ќе ги споменам дека вие имате учествувано исто така и во филмови, рамо до рамо со познатиот италијански баритон Руџеро Ремонди, исто така и во соработка со контраверзен режисер германски Давид Херман, а и на голем број рецитали и концерти на француско радио и така натака. Така со господинот Жан-Филип Лафон, кој што е советник на председателот Макрон за дикција, за изразување. Знаете, председателот Макрон така често беше, како се вика, меѓутоа Франција, знаете, не постои она, повеќе е така саркастично и мило кога се зафракаваат за одредена политичка личност, сега во овој случај председател, дека тој многу често гласот го користел како така и му се фатил еден момент и тогаш поради тоа што Жан Филип е сепак баритонот во Франција, референтен баритон и многу познат, со кој што учествував на филм во Без огништа од Хектор Мало, музика на Жан-Клод Пети, и ете со него исто имав можност да работувам со Роберто Алања, кој што нашите колеги сите го почитуваат и знаат тенорот. И заборавив нешто да споменам, дека се вратив во Штип пред неколку денови, отидов во Штип, за да добијам награда од вашите колеги новинари на Источна Македонија, асоциација, и морам да им се заблагодарам за огромната чест на уметник на годината во Република Македонија и во странство, и се надевам дека ќе продолжам да тоа е голема одговорност,
да помагам во секој домен, или ние сме уметници, меѓутоа треба и да помагаме, не само на сцената. Така е, да, и ви како уметници сте и музички амбасадори, нели, на нашата земја, нели, на оно кое што го правите, успесите кои што ги нижите, да речеме, и надвор од нашите граници. Кога веќе ја споменавме наградата од новинарите од Источна Македонија, тука некако логично ми се појавува прашањето со оглед на сите овие успеси, настапи, рамо до рамо со светски познати личности, колку сметате дека овие години кога сте во Македонија имате доволно добиено медиумско внимание или да речеме ценење според она кое што е ваш квалитет или квалитетни во таа сфера, во солопењето? Па видете, јас сметам дека сум малку одговорна околу тоа, затоа што не се појавува често, бидејќи менталитетот во одредени земји каде што живеев е малку скромноста. И сега затоа реков постепено се навикнувам, затоа што видите мора во Франција се вели тоа е свет на ајкули, нашиот, знаете. И мора малку да се адаптира човек. И сега почнувам тоа да го коригирам, бидејќи пежоративно се сваќа до сега. И сега ќе одиме малку на подруг начин, меѓутоа не треба човек да се смени комплетно. Нели тоа што сме без разлика каде живе. И сега може да се даде малку поголема, не за како личност, туку повеќе за активностите, за целите, за некои за дела за кои што работиме, за да може да се повлечат и други луѓе кои што би можеле да работат на кауза и да се помогне на други луѓе. И тоа е тоа, значи мора малку корекција околу тоа, меѓутоа нели за све има време и да. Така и јас верувам дека има нели уште многу тоа сигурно уште многу концерти и настапи на кои што ќе можеме да уживаме, се разбира. Во Штипско, пардон, извинете што ве прекина, во Штипско лето следната недела на 18-ти, Скопско лето во понеделник, значи 14 јули рековме француски државен празник, а потоа нормално го чекаме програмот на каде што сум, значи во Македонско Перебар, за да може да најавиме на гледачите што и како нормално. Што следува. Сепак лето е, не знаеме се уште да поминат одморите, од септември ќе ве известам. Може само да кажеме детали за концертот во понеделник, 15 јули, еве ќе оставам на вас каде, во колку часот и што е тоа кое што ќе може да се слуша, односно што ќе биде на репортаж. Така, во КИЦ во 20:30 ќе бидам пратена од една драга пианистка и морам да изразам благодарност сепак за работата и за концептот кој што го изработивме заедно. Тоа е госпогица Нита Груби. Инаку таа е професорка по клавир и корепетитор во Средно музичко училиште во Скопје. Работи со корепетиција, значи со други колеги. Јас еве прв пат ми е можност да соработувам со незе. Инаку концептот околу програмата, како што реков, ќе биде француски дела и македонски, меѓутоа со поголем акцент на француските поради оваа годишнината, нели, за 50 години француско-македонски културни релации и така да многу ни е чест со Француски културен центар да го обележиме тоа, затоа што сепак станува за еден голем јубилеј. Да. И благодариме на Скопско лето што ни излезе во пресрет и што ете така помага за да се малку подигне, знаете, францускиот репертоар овде во Македонија не беше многу застапен, меѓутоа работиме на малку да може да се врати на времето кога јас бев ученик тогаш и учевме француски, значи тогаш францускиот јазик беше многу по така застапен, меѓутоа све во свое време. Така и веруваме дека ете и тоа ќе има влијание, поточно ако се прават повеќе вакви концерти, дека можеби ќе се зголеми и интересот. За крај, само ќе кажам дека за вас пишуваат позитивно и пофално дневните весници француски, позитивни критики кои што се осврнуваат доста често на вашата светла и нежна боја, како и на театралниот талент на сцена. Па тука би прашала, се разбира дека веќе стига течно и правилно го говорите францускиот јазик, но на почетоците
Па може би во текот на времетрењето или годините таму, колку е комплексно да се пее, односно се настапува на француски? Не е комплексно, значи ако речам да, тогаш луѓето не сакаат. Не е комплексно, навистина само тие преферираат, да, како што рековте, појата да не биде многу така да не биде, како што велат тие, не вулгарно, значи тоа е лош збор, меѓутоа да не биде силно, да не биде така, преферираат некоја нежност. И нивните опери се генерално, освен на исклучок на неколку, што се генерално пишувани на начин што не ја фаворизираат јачината, туку текстот, што се кажува во таа, бидејќи во секоја опера, знаете, има текст и генерално мнозинството више од 50-60% од сите опери во светот се текстови на француски писатели. Значи тие се текстови што се земани, кои се композиторите се инспирирале, па либретистите пишувале, значи краток. Мора да тргнеме од почетокот. Тоа не е само музика, пееме и сега глас. Мора да се разбира тој текст, мора нормално дека имаме превод во опера, меѓутоа нели знаете во публика зависи од текстот. Порано се пеело на секој јазик во секоја земја, било преведувано. Кармен во Македонија било преведувано на македонски. Така, меѓутоа, надвор од тоа, да се дикцијата да биде убава, да се разбира, да биде светло, да биде јасно и да се вратам на вашето прашање, дали е тешко. Не е тешко, меѓутоа, сепак имавме овдека француските представи во кои што настапува, каде што тие преферираат тоа Р што го велат они, француско да биде. Сега не мора тоа. Само да бидат боите, да бидат сочувани, да биде респектирано. Инаку не е тешко воопшто, посебно во оперското пење. Знаете, ние имаме вокали што се јасни, не е како зборењето. Во опера се мора све да се сведи во светло, О, У, да не биде. Сега француските У, разумите, тие за жал не може да во опера да се прожектираат. Во театар да, меѓутоа во опера потешко. И на крајот ќе речеме вештината која што ја има и треба да има секој солист да на свој начин или оригинално да ја интерпретира приказната во самата опера, односно она која што треба да го допре секој гледач, односно слушател или самата публика. Вие тоа успешно го правите, тоа докажано, а она кое што станува за нашите гледачи, за оние кои верувам дека сакаат и ќе бидат дел на концертот во Кидс во понеделник на 15 јули во 20:30 рековме, ќе може да уживаат и навистина да си заминат дома, верувам, задоволни од она во кое што уживале. Илена, на вас ви посакам навистина голем успех, што кај нас, што надвор нашите граници се разбира ако се и продолжува таа релација со Франција, така што ние ќе бидеме тука и во следната сезона да се пофалиме заедно со вас со вашите успеси. Благодарам на поканата.